Трече, може да почнеме со темата на денот? Може. Мислам дека е право време да ја начнеме оваа тема, која од страна имаме зборано неколку пати во нашава емисија и постојано ја комуницираме истата преку социјални мрежи. Едноставно Spotify и другите стриминг сервиси мора да станат примерен извор за музика на слушателите и мора да добијат повеќе фокус од страна на локалните артисти. Мислам дека 2021 конечно и официјално и легално е Spotify кај нас, тука си другите платформи како Deezer и Apple Music и мислам дека веќе е време да почнеме да влагаме утек со светот. Иначе, за тие што не знаат, јас бранев дипломска у петокот и одбранив. Не сум официјално уште дипломиран бидејќи имам некои технички работи да завршам, но дипломската ми беше на тема како дигиталната технологија влијаеше на музичката индустрија и потоа Spotify објаснување детална обработка на најголемиот стриминг сервис во светот. Детално ги обработив овие две теми, навлегов многу длабоко и во историјата на Spotify и во историјата на некои други работи што се имаат дешавано и малце подлабоко како функционира Spotify, кои се идните цели, идеи, која е нивната замисла за тоа како треба да се функционира. Навлегов многу подлабоко во оние персонализирани плейлисти, како работи алгоритамот и така натаму. Дури едно време кога пишував дипломската се запалив да пишувам и книга или такво нешто, али некако ми спласна таа желба, не знам. Може би ќе се врати никогаш не знаеш како и да. Може да ќе земам ќе напишам нешто такво за оваа тема. Има многу што да се збори и мислам дека мило ми е дека има артисти тука учат што ќе може да чујат нешто од тоа, бидејќи на вистина треба малце повеќе да се експлоатираат овие нови сервиси и платформи. Фала ви на сите што ми пишавте. Респект огромен, уште не сум официјално, но се надам дека оваа недела или најкасно следната ќе си ги завршам и тие технички работи и ќе бидам дипломиран економист по e-бизнис. Трече да почнеме со темата на денот. Ај вака да почнеме. Зошто е важно од страната на слушателите, може прво, зашто е важно, што е тоа што тебе Spotify ти носи како слушател на музика. Во мојот дипломски труд ги обработувам малце, ги делам слушателите на обични слушатели и на сериозни слушатели, односно тие вистински љубители на музика. Мислам дека повеќето тука се такви. Бидејќи Spotify нуди содржина и има различен пристап како да ги придобие едните, како да ги придобие другите. Ја и ти сме длабоко навлезени музички фанови и нердови. Така да, еве ти го музички нерд, што беше тоа Spotify кога почна да го слушаш, што те обзема, што те закачи на Spotify и како го сеќаш сега, што ти нуди он тебе? Прво морам да кажам честитки за дипломската, long time in the making, и многу ми се допаѓа моментот каде што успеа некако на еден начин да ги поврзеш овие две теми и да збориш за нешто кое што ти е стварно од интерес и да имаме шанса овде да го збориме истото и да ги кажеме своите мислења во одреден домен. Имаме веќе зборено кој што кажа за ова. И еве ја од поглед на слушател ќе кажам дека кога почнав Spotify да го користам и не беше толку многу развиен, во смисла каде што сега во 2021 некако се повеќе и повеќе е персонализиран и е направен за стварно за слушателот и за корисникот кој што го користи, да биде многу пристаплив и многу полесен за користење и за навигација, за дознавање на нова музика и за истражување на нови работи и не само поврзани со музика, бидејќи Spotify сега веќе е и најголемата платформа на подкасти. Ја кога почнав да слушам некако кога направив премиум акаунт и кога почнав прв пат и си реков чекај ќе направам една плейлиста, од таму ќе почне се, од овде ќе почне да работи алгоритмот и да ме дознава и ја каква музика сакам. Се уште ја памтам првата песна која што ја ставив онака. И од таму почна се, уште не бев толку well versed со плейлистите и става се и свашта неколку пробни ствари, па едната недела не ми се погоди релиз трейдерот ми даваше некои скрос рандом ствари, обскюр ствари што не ми се свиѓа, но како продолжи сето тоа и колку поинтензивно го користиш, се подобро и подобро станува со тоа што буквално алгоритмот е таму. И мислам дека е еден од ретките каде што на еден начин работи за тебе. Ја искрено верувам дека за големите социјални мрежи и се тоа што е поврзано со интернетот во голем дел алгоритмите не се наменети да работат за тебе, но овде некако е многу подобро за да ти дадат тебе најдобар listening experience, бидејќи се работи за контент кој што уствари спротивно сакаш да го слушаш. Така што мислам дека
како слушател вреди за парите што ги плаќаш за да добиеш, посебно ако си сериозен и ако сакаш стварно да консумираш музика на таков начин, со тоа што ќе го имаш моментот каде што quote unquote ти е сервирано на тацна. Но секогаш има шансата и ти да истражаш повеќе со тоа што да го нахраниш уште толку алгоритмот за тој да ти дава и такви рекомендации. Така што од тој поглед и од мене од таму и тргна сето моето копање, бидејќи јас од секогаш сум копал музика по музички блогови и по некои чудни сајтови кои што инаку немале никаков social engagement, но на крајот на денот се овде е стаено на едно место и доколку не е official релиз, секогаш ќе можеш да го најдеш некаде, но во поголем дел и артистите сега што ги слушаме, па дури и сите тие, знаеш како ги велиме, underground артисти, дури и нивната музика веќе се наоѓа овде на овие стриминг сервиси и едноставно не постои албум кој што не можеш да го слушнеш овде. Така што тој момент каде што јас слушам музика на SoundCloud за да биде некоја карактерна особина на човек, мислам дека веќе тоа не постои, бидејќи стварно се отврли со тоа што многу луѓе го ги сменија сите тие стриминг сервиси и своји некои чудни плейлисти со слушање едноставно музика на Spotify и креирање стварно на плейлисти кои што си имаат свој посебен вајб. Ја тоа го правам. Веќе имам паблик некој 20-21 мислам плейлиста. Можете да идете да ги преслушате сите ако имате доволно време. 80 песни една не се повторени, толку се разновидни и така што мислам дека нема негативна страна на сето тоа, барем според мене како слушател кој што е стварно музички сноп и секој петок ги преслушува. Минимум еден Daily Mix, минимум Release Radar во целост и Discover Weekly цело време се на ротација, па дури и другите ствари кои што ги дава на премиум юзери ко приказни кои што ги прави со дел од подкасти кои што ги имаат тие, па артисти, па нивните неколку песни. Тоа се многу добри работи кои што Spotify стварно знае да ги прави добро. Знае да ги направи за тебе и мислам дека посебно за фановите од Македонија кои се допрва ќе почнат да слушаат на Spotify, ќе дознаат уствари што прави самата апликација за тебе. Имаме тука некои прашања, дали кога лајкам песна си ја саботирам селекцијата, алгоритмот, бидејќи што му дадам знак на Spotify дека нешто ми се свиѓа, почна само тоа да ми го пушта. Па да, теоретски ако ставаш лайк на тоа што, значи вака, неколку параметри Spotify следи, ако ставиш песна на плейлиста, на твоја плейлиста, тоа е многу голем знак дека песната ти се свиѓа, исто така ако ставиш у favorites, тоа е голем знак дека песната ти се свиѓа. Ако ти ретко ставаш песни во favorite, и ако имаш само малку песни таму, најверојатно ќе пробувате и ги дава песните кои се слични од тие, но ако малце почесто ставаш песни во favorites и не ги тргаш, туку ти стојат таму или ги распоредуваш песните по плейлисти, он ќе има подобро, пошироко да речеме знаење за тебе што би ти се свијало, што не. Сега, релиз радарот кој излага секој петок, ти го прави според тие песни што ти се свијаат, но секој понеделник има друга плейлиста која е првата таква плейлиста, автоматизирана, персонализирана плейлиста на Spotify, се вика Discover Weekly. Јас лично не ја користам бидејќи јас и така и вака многу истражувам и више ми е и хаос. Discover Weekly не го отварам бидејќи е многу разновидно, бидејќи таму ти дава артисти кои не ги имаш слушнато најчесто или проекти кои ти поминале неслушнати, слични на оние артисти кои се во favorites, така да мислам дека за тебе облак во сук не би било подобро релиз радарот би ти вадил песни базирано на тоа што ти е лајкнато, а Discover Weekly би ти понудил нови артисти слични на нив и плюс нешто рандом. Плюс има и многу други плейлисти, има едно 20-тина такви, 15-тина персонализирани, каде што, например, Трајче ми кажа за тие, има една плейлиста која ти ги става сите песни кои ги имаш вратено на репит од почеток кои ги имаш пуштено. И тоа е многу добра плейлиста, се вратиш после одреден период да видиш што си преслушувал онака интензивно и активно. Една од тие плейлисти е каде што која е песната која што ја враќаш цело време и тие што ти најмногу ти се во ротација. Но многу е интересно за таа првата, бидејќи за таа да функционира буквално песните треба да не завршат и ти да ги земеш и да ги вратиш назад со слайдот. Така да мислам дека тоа е вистинскиот онака показател дека таа ти е стварно најслушаната песна. Таа што ќе ти се најде прва најгоре, дефинитивно е најслушаната од твојот цел Spotify. Lemon Pepper Freestyle. Апсолутно. За мене претходната година беше Time Flies. Така што Drake како и да е Reign Supreme, мислам дека и низ мојот, и низ твојот Spotify. Да. Курчо вика, како уживател не сакам да се ослонам на алгоритми, сакам да буричкам без да ми препоручува.
Па добро, тоа можеш да го правиш, не мора да ги отвараш тие плейлисти кои се направени за тебе, но на пример мене релиз радарот ми е godsend. Искрено, бидејќи сакам да следам хип-хоп, трап, афробит, реге, дури хаус ми вади Клептон, Black Coffee, тоа што сум слушал. Не можам да стигнам да ги најдам сите песни на едно место. Убаво пиша ти ми фали ерата на блоговите, мене ми фали малце ерата на блоговите, бидејќи тогаш имаше помалце музика и тогаш идеш во вторник, гледаш што излегло, што е ставено 5-6 албуми и имаш време тие 5-6 албуми да ги преслушаш до следниот вторник. Сега излага во петок 30 проекти кои мене ми се допаѓаат, и ако Spotify не ми го направи тоа на релиз радарот, ја нема шанси сам да го, бидејќи немам каде да ги видам кои се новите изданија. Мене тоа ми е, можам да ги срчам, не ми е проблем, но нема ни да знам дека нешто излегло, бидејќи ги нема блоговите од друга страна. Сега тука за тоа тој алгоритам работи толку добро. Не е дека ти треба да се ослониш само на него, тука едноставно тој го прави корисничкото искуство уште подобро. Апсолутно. Мислам дека и Spotify, не знам дали е тоа за paid user или не, но има и како фид за артисти кои што ги следиш и некако како во таймлайн ти ги дава стварите они што ги вадат, дали без разлика тоа дали се синглови, дали се проекти, и тоа е уште еден начин на кој што можеш да ги следиш сите нив. Така што јас тоа го правам, имам лајкнато преку 200 артисти кои што ги следам и секој пат ќе се појави нотификација, дури можеш да кликнеш на неа и да пролисташ се што имаат извадено во одреден домен, некад и ако испуштиме нешто се случува и да ја искористам тоа и за да видам нешто за на Пандамониум во случај ако сме пропуштиле, но треба да го покриеме бидејќи знаеме кои артисти најчесто вадат, така што мислам дека на крајот на денот се зависи. Во поглед на тоа што кажа Облагосук, јас на пример не користам liked songs, не ги ставам во like, туку едноставно само ги правам pick and choose и ги ставам по плейлисти со цел јас убаво да дефинирам што како ми се свија и во која конотација ми се свија, со која песна ми се свија, не дека само ми се свија, и мислам дека тоа некако мене ми е направено за поише да мене да ми прилега. Тоа е многу интересно бидејќи Spotify користи многу начини, различни начини да ги означи песните, да ги стави, да свати со која одговара, и меѓу другото тоа уште од почетокот, уште од пред 7-8 години го прави преку луѓе као Трајче, кои се музички снобови, кои многу добро си ги знаат своите плейлисти, кои многу внимателно си ги курираат. Он пробува од некои плейлисти кои смета дека се добри или дека се популарни, он пробува да свати која песна со која одговара и со насловот и описот на плейлистата пробува да свати во кој контекст одговара. Ако ти имаш, например, Naija Music, The Best Nigerian Music, он сваќа дека ова за тебе е најдобрата нигеријска музика и он сваќа која песна со која одговара на плейлиста и така пробува да стави самата песна, да ја даде значење кај стои. И после ако јас сакам да слушам нигеријска музика, он ќе им препорача таму. Сега е многу покомплицирано него што звучи, но така некако работи алгоритмот, да не влагаме многу во алгоритмот бидејќи има многу што се збори за ова, може да напишеме текст, може да направиме друг спешал, може да направиме некој видео, но ајде да речеме за обичниот слушател на музика. Зашто би требало да се префрли на Spotify? Мене едно прашање кој не стигнав да го поставам денеска на стори, но мислам дека и на Пандамониум немаме баш таква наводници обична публика за музика. Ме интересира како луѓето слушаат музика додека вежбаат, или додека се возат во бус, или додека патуваат во кола, бидејќи ја претходните години таму пред да направам Spotify, таму тој период 2016-17, негде 18, имав огромен проблем да слушам музиката што сакам прво додека трчам. Бидејќи комплицирано се стави, па сега више не можеш да најдеш каде да симнеш, и дали ќе симнеш сингл по сингл, па кои синглови ќе ги симнеш. Некако тоа не ми е јасно како луѓето слушаат, и мислам дека Spotify едноставно целата музика имаш во една апликација, без разлика може да имаш и фри акаунт. Релативно ефтино е, постојат и пакети со 6 акаунти за некои 15 евра, така нешто. Така да ја мислам дека вредноста дефинитивно ја добиваш и со премиум акаунт, но и за обичен под наводници обичен слушател, ако не те интересира толку релиз радарот, ако не те интересира толку да откриваш нова музика, туку сакаш да се слушаш веќе проверена музика, мислам дека е многу добро бидејќи и Spotify ти нуди плейлисти за буквално секаков муд, секакво расположение, секоја активност, трчање, пливање, вежбање, одмарање, хип-хоп, латин, најдобриот рап кавијар, new joints од хип-хоп, значи има милиони илјадници плейлисти, но исто така сме ние тука као независни, да речам, куратори на плейлисти како Пандамониум, Iris Crash Activity, сите други блогови, Hypebeast Sounds ги напишав, Hip Hop Numbers, има плејада на плейлисти, едноставно треба да си го најдеш
тој што најмногу ти одговара и тој што најдобро ти го погодува вкусот за музика и да се препуштиш да си фоломнеш на 15 на 20 плейлисти и да не се замараш. Така да мислам дека е погодно многу и за слушање и за луѓе кои не се толку големи фанови на музика и кои не ги интересира толку многу. Апсолутно, и мислам на пример, знаеш како и не е секогаш интересно е дека Spotify не фигурира ко социјална мрежа, но го имаш тој момент на следење и на луѓе. И на пример мене ми се има случајно да следам неколку плейлисти од луѓе кои што ги имам упознаено онака на некои Discord канали. Без разлика тоа дали било на серверот на Kenny Beats, уз муабет или само едноставно ја пратил плейлистата па од чисто љубопитност да видам што е и што се работи и имам влезено, имам сватено дека ова е феноменална плейлиста, па ја имам фалоунато, па ја следам и ја преслушувам цело време. Така што мислам дека кој што кажам многу постојат на еден начин quote-unquote креатори и куратори на такви плейлисти, кои што на еден начин само си ја презентираат музиката која што сакаат да ја презентираат. Ние бидејќи заследуваме и застапуваме повеќе работи, пробуваме и креираме паралелно повеќе плейлисти, така што сакаме и ние да бидеме апилинг на повеќе луѓе и на обичниот слушател. Едноставно некој сака да дојде да ги слушне најдобрите 10 бенгери неделава, тоа го има кај нас. Сакаш да направиш deep dive на нешто, имаш guest selection, имаш ова, имаш она, така што мислам дека имаме мора и од наша страна и од самите юзери, корисници, мора да имаме и таква во секој момент знаеш дека можеш да се потпреш на некого. Бидејќи знам ако отидам на Iris Crash профилот, знам дека ќе најдам плејада од плейлисти, сите се напишани и сите се именувани на одреден начин и знам што следи. Ја на пример од друга страна не го правам тоа, намерно само ги именувам онака со бројки, бидејќи сакам да не давам на дозналост што носи самата плейлиста, некогаш можеби мал хинт ќе има во сето тоа, но на крајот на денот сакам едноставно луѓето да стегнат да пуштат плей и да остаат. Плейлистите најчесто ми се долги, некој се случува и да се по 77 песни долги и до 80. И едноставно сакам да пуштат плей и да остаат. Не е ни битно како ќе ја пуштат, нека ја пуштат на шафл, но само нека ја пуштат едноставно. Мислам дека и тоа си има и некоја естетика и во таков момент кога ќе правиш нешто едноставно, да се препуштиш на музиката, да му веруваш некому и да чуеш нешто ново. Тоа е основата, тоа е суштината уствари на целата работа, целиот муабет со курирање плейлисти, од таму потекнува тоа уште пред да биде се достапно, што од времето кога не е се достапно, кога имало од луѓе кои се труделе да искурираат плейлиста или микс или селекција да направат CD пред 20 години, бутлек, микстейп да снимат од касета од радио на касета и да го дадат тоа на луѓето. Тоа е духот кој Spotify го одржува и го носи на многу високо ниво. Ајде да резимираме за крај од страна на слушателите. Зашто треба луѓето да се пуштат? Ја ќе кажам во кратки црти зашто треба да направат акаунт. Ако им одговара фри, ако не премиум, зависи што им одговара финансиски. Секако мислам дека е многу лесно за користење и има скоро цела музика од светот. На тацна ти е ставено ако сакаш ако не сакаш да се замараш, само треба да си најдеш правите, тоа се прави брзо. Ако сакаш да се замараш, имаш целата музика од светот да истражиш, дали преку плейлисти, дали преку артисти, дали преку, тоа ни го спомна Марина пред некој ден, дали преку радио на еден артист, дали преку радио на една песна, значи самиот Spotify прави шафл селекција врз основа на една песна. Ако сега тебе ти се свија новата песна на CJ, да ја речеме, и на Funkmaster Flex, он ти дава радио, ти прави селекција на музика базирано само на таа една песна. И ти можеш од таа една песна да истражиш многу. И знам дека и Марина така многу ми истражува на Афробит, и ја така истражувам Афробит, реге, латин мюзик исто, значи музика која не ја познам толку, кај што не ги познам толку добро артистите кои се активни и актуелни. Оставам Spotify да ми каже кои песни се слични на таа одредена според него. И тука си наоѓам нови артисти, па ако чуеш песна која ти се допаѓа, ќе го отвориш артистот, па ќе го преслушаш целиот албум и така натаму и така натаму. Така да ја мислам дека Spotify може да се слуша офлайн, може да се слуша дека се вежба, дека се трча, има подкасти на него, милион други функционалности и мислам дека е единствено логично. Не мора да е Spotify на крајот на денот, може дека е Deezer, окей, Deezer, Apple Music, окей, Apple Music, ние збориме за Spotify бидејќи двајцата да го користиме, но стриминг сервис треба да се користи од 2021 поради минимум 10-15 причини. Апсолутно. Ја на крајот на денот знаеш како мислам дека се повеќе се работи за convenience него ли било што,
но не со негативна конотација. Ќе речам дека е позитивна, бидејќи стварно не гледам едно нешто. Единствена замерка која што можам, но мислам дека тоа е она собствена замка која што си ја правиме самите, додека влеземе во некој затворен круг, онака на неколку песни или на неколку артисти и нормално алгоритмот кружи таму. Тоа ми се има случајно мене на самиот почеток, каде што сватив дека само е одреден вид на артисти, неколку 20 на 30 ми дава и не слушам ништо повеќе. Но сватив што е, знаев како да искочам од тоа, да изманеврирам надвор од сето тоа и многу лесно некако си ја поправив таа грешка. И мислам дека тоа е единствената работа каде што доколку користиш Spotify или било каков стриминг сервис, тоа е единственото нешто за кое што треба да пазиш. Доколку сакаш да дознаеш нова музика, треба да пазиш на тоа. Во спротивно, не постои една работа која што е лоша само по себе како стриминг сервис и мислам дека тоа е начинот на кој што консумираме музика веќе во 2021. Со оглед на тоа дека достапност на интернет имаат сите, смартфони имаме сите, нема потреба едноставно да ги имаме песните во телефон. Иако, морам да бидам искрен, и ден денес чувам неколку песни, неколку албуми, кои што и не можам да ги најдам моментално на стриминг сервиси, но тие се со причина такви кои што се и затоа ќе останат цело време во мојот телефон. Но на крајот на денот тоа е албум 2, кој што едноставно имам причина зошто е тука. Да. Доколку го има на Spotify, немам проблем, ќе се префрлам целосно таму. Тоа е тоа, морам само да кажем уште една работа за алгоритмот пред да се префрлиме на Spotify за артисти. Алгоритмот е people based. Што значи тоа? Значи тој не нуди песни врз основа на тоа песните се слични меѓу себе и се тоа. Но Spotify пробува да најде кои јузери од целиот свет се слични на тебе, на првиот јузер. И ако ја и трајче слушаме иста музика цело време, и имаме, да речеме, теоретски идентична плейлиста, и трајче пушти една песна повеќе од мене, следната песна што мене ќе ми ја понуди е таа. Значи он прави паралела помеѓу луѓето кои слушаат музика. А не, значи музиката си одбележана некако, но он ти нуди тебе според некој друг човек што слуша слична музика на тебе, што он слуша, он тебе тоа ти го нуди. Тоа е многу интересно и затоа е толку добро. Затоа толку добро работи, бидејќи друг левел е тоа. Да. Добро, нормално ти веќе имаш поише навлезано во сето тоа и поише имаш истражено. Јас сум повеќе од гледна точка на корисник кој што ги приметува сите тие работи, можеби не во детали, но едноставно као ми интересира сето тоа како функционира, бидејќи кој што кажа Курчо, и мене многу ми фали тоа блог порано деновите на блоговите, бидејќи сам знам колку кој што значи блог, бидејќи водев еден уште во 8 одделение. И мислам дека можеш тоа да го имаш овде, но можеби не во тој формат, бидејќи секогаш ќе фалат physical downloads и барање на 320 на интернет на некои непостоечки страни, но мислам дека сега веќе откако го имаш овозможено и доколку имаш и премиум акаунт, можеш да ја слушаш музиката на највисок квалитет. Барем ја слушам така, бидејќи сум покрај тоа што сум музички сноб и сум аудиофил и не можам да слушам музика на лош квалитет. Мислам дека тоа многу ти го пружи на едноставен начин. Точно. И има голема вредност за сумата која што ја плаќаш на месечно ниво, така што не гледам лоша точка во користење на стриминг сервиси. И единственото нешто што ме нервира е тоа што на крајот на денот некако стриминг сервисите, конкретно Spotify, не се толку многу фер кон артистите во поглед на плаќање и исплаќање на ројалти за користење на нивната музика. Ајде да се префрлиме на таа тема. Мислам дека одлична транзиција беше тоа и начнавме одличен муавет за да го направиме тоа, бидејќи тоа не смееме да не го спомнеме кога веќе збориме за стриминг сервиси. Било ние дека има артисти во чет, ако е Таско тука, се надевам дека е тука, ако е Таско тука, сакам да ни пише некоја споредба груба, бидејќи знам дека они имаат поише плейс, да ни пише некоја груба споредба сумата која им стига кај нив од YouTube и од Spotify, бидејќи тука горе пиша дека YouTube плаќа повеќе од Spotify, според тоа јас што истражував тоа што е официјално, тоа не е така, YouTube плаќа помалку од Spotify за view, бидејќи се третира по тие некои видео тарифа да речам, а Spotify плаќа релативно малце, но тоа е многу длабока тема за
за дискусија. Како се остикаш ти за ова? Ти мислиш дека треба да бидат платени артистите повеќе? Колку повеќе? Искрено не знам колку иде по стрим, знам дека има различни категории, дека нормално питата се дели на многу делчиња таму, дека не е така едноставно, но на крајот на денот знам и тоа е докажано дека Spotify, бидејќи има голем маркет кеп и дека во голем дел го на еден начин има целиот тој стриминг маркет барем во 50%, можеби и повеќе. Мислам дека го користи тој левредж за да намерно ја спушти цената на стримот во споредба со други стриминг сервиси ко Tidal, кои што онака дури многу, не знам колку, но знам дека е многу разликата. Но сваќам и зошто е тоа така, бидејќи стварно има две страни на паричката, каде што нормално се претплатуваш на сервис каде што го користи 70% од корисниците кои што користат воопшто стриминг сервиси, и нормално е да Tidal го прави тоа со цел да примами поише артисти, а со тоа и да примами повеќе луѓе да ја слушаат музиката таму наместо на Spotify. Не, тоа е мојавата, значи Spotify самата вредност добива од тоа што има повеќе слушатели таму и музиката ти е достапна до многу повеќе. Значи ја нема да го бранам Spotify, но мислам дека и не се толку ниски. Да, се ниски, но мислам дека ако направиш математика од страна на артист, не е дека има на друг начин да заработиш многу поише пари. Мислам дека и многу артисти бараат многу, реално не ни заслужуваат толку, бидејќи за ако имаш ти пример 5.000 или 10.000 или 100.000 плейс, не може ни да заработиш милиони, за жал. Така и да ти работи, плюс стримање е друго, купување е друго, купување. Кога некој ти купува албум, ти купува само еднаш, ке ти даде 300 денари и толку више никад. А вака кога ја стрима теоретски, да, можеби нема никад да стигне до 300 денари да направиш од македонски стандард, но за глобално ниво, ако речеме, кога тебе ти се стрима песната постојано, имаш интересен пример, онакви божикни песни, се повторуваат сега години, имаат многу голем инкам и, например, сега предпоставувам дека на DMX, например, семејството негово и издавачките куки кои имаат правата ќе заработат многу пари после неговата смрт. Rest in peace DMX. Знаеш како, имам некако за луѓе кои што се заинтересирани за ова, има и едно многу интересно видео кое што не знам дали Дарко се сеќава или не, но му го пратив и нему. Видеото се вика Темната страна на Spotify и конкретно збори за Spotify и за сите тие работи што ги прават малце во позадина. Може би не толку битни за самиот юзер, за корисникот кој што ја консумира музиката, него ли за артистите кои што ја ставаат музиката на таа платформа. И нема да навлагаме многу во детали овде за што тоа се дешава, но мислам дека и Spotify, затоа ја реков дека го користи тоа. Го користи во негативна конотација, бидејќи постојат многу стриминг фарми, односно некои онака луѓе кои што имаат милион телефони во една просторија и цело време имаат ботови каде што стримаат песни на Spotify за да креваат. Многу голем дел од раперите ги има, луѓето ги имаат колнато дека го прават тоа, дека на еден начин прават инфлација на стримови непотребно само на Spotify, и тоа не се соодветствува со нивните monthly listeners, бидејќи за Spotify стрим да се рачуна треба само да имаш 40 секунди playtime и после можеш слободно да ја вратиш песната и тоа ќе биде уште еден стрим. Така што мислам дека позадински многу се прават ствари. Тебе ти имам кажано, мене ми се има случајно многу чудни работи со мојот Spotify профил, каде што бидејќи нема 2FA, немам освен пасвордот како да си го заштитам мојот профил, и си има случајно онака да следам некои чудни workout плейлисти со многу чудни песни со некои тех хаус битови кои што музика која што инаку не ја ни слушам јас. Така што во тој аспект мислам дека Spotify ја користи својата позиција како најдоминантен стриминг сервис, но мислам дека тоа не штети во голем домен на самите корисници ко консумент. Гледај, стриминг и view farming имало и има и таков е, тоа е слаба точка на тој стриминг модел, дека можеш така да го изманипулираш, но тоа е тоа. Ајде да видиме за локални артисти, зашто они треба да ја ставаат музиката на стриминг сервисите, бидејќи ние направивме на МК сцена плейлиста и на YouTube и на Spotify, каде што ги ставивме сите песни кои ги имаме пуштено да се на МК сцена и плюс некои малце постари кои излегоа во 2020-2021 пред да почнеме со радио емисијата. Но видовме дека ако да речеме на YouTube плейлистата ставивме околу 70-80 песни, на Spotify немаше ни 20-25. Факт е тоа дека младите
и новите артисти не се трудат да ја стават својата музика на Spotify и мислам дека е многу голема грешка. Као прво, да, можеби не ја гледаат важности, можеби кошта да се стави некоја песна на Spotify, но еве јас како слушател на музика, јас мојата музика ја слушам на Spotify. Ако треба да излезам од Spotify да ја чујам твојата песна, ако ја немам тука, ако треба да ја се отворам YouTube апликација да ја слушам твојата песна и не можам да ја слушам додека вежбам или додека трчам, нема да ја слушам. Ако не можеме твојата песна да ја ставам на ранинг плейлистата за Red Bull која направивме, ако е енергична и добра за трчање, која е поентата? Едноставно не си нистото место со целата светска музика. Ни со Дрейк, ни со Kanye West, но не си ни со твоите идоли, не си ни со, да речеме, дали некои рапери или трапери. Кога би постоела твојата музика на Spotify, би можела многу полесно да стигне до луѓето и ќе бидеш на едно исто место со сите други од целата музичка сцена. Се слагам, например, од поглед на финансиски аспект знам дека можеби на крајот на денот и нема да има некаков гејн. Реално ретки се артистите кои што имаат финансиски гејн од тоа колку нивната музика е слушана и е гледана на еден начин на YouTube, но кој што кажа, повеќе се работи за да биде музиката подостапна до фановите, и тоа се базира веќе откако знаеш дека нема да имаш некаков financial gain од сето тоа, подобро барем да не ги агитираш луѓето уште толку со тоа да треба да идат на некои други платформи само за да ги слушаат твоите песни. Нема да имаш ни financial gain и на YouTube, само на YouTube е многу полесно да ставиш песната. И плюс фокусот е се уште на видеа, на вадење на песна преку видео. Има толку голем ефорт за правење на видеото, да, супер е тоа, се закачува видеото на YouTube, но видеото ќе го гледаме еднаш, два пати, три пати. После треба да имаме каде да ја слушаме песната ако ни се допаѓа, така. Апсолутно, да. Нормално е тоа и мислам дека и тоа е случајот со мене, каде што еднаш, два пати, три пати ќе ја слушам песната некаде и после не сакам да го гледам спотот или што и да е. Едноставно сакам да ја ставам, сакам да најдам место во некоја плейлиста да ја сместам и кога ќе дојде времето да се пушти, сама ќе се пушти. Мислам дека тоа и знаеш како, многу ме радува дека еве конкретно нашите другари и луѓето кои што се сега во моментов најпознати овде во Македонија го користат тоа и го прават тоа и ме радува, еве, овде беше Таско, знам дека и тој секоја песна ја става на Spotify, ја аплодира цело време, прво дури иде таму паралелно со YouTube, што е многу добро. Курчо го прави тоа, го правиме заедно тоа, Секси Марса го прави, Драге го прави. Така што мислам дека тоа е добар пример. И мислам дека вреди тоа да се направи, бидејќи на еден начин кој што кажа ти пак се врати околу тоа. Иако можеби нема некаков financial gain, луѓето кои што ти ја почитуваат музиката и кои што ја сакаат, некако многу поише ќе те почитуваат. Барем од моја гледна точка како фан, секогаш сум благодарен кога ќе има нешто. Ја креирав Spotify плейлистата и многу се израдував дека стварно има некаде околу отприлика 40% од музиката која што беше на YouTube се појави на Spotify и тоа многу ме радува. Да, гледа, не ни треба секоја песна да биде на Spotify, ако е некој фристайл, ако е нешто така по-неофицијално, окей да си биде на YouTube, но ако се работи за сериозен проект, за албум, за микстейп дури, ако битовите не се крадени, ако може да се користат, треба да се закачи бидејќи ќе биде подостапна за сите. И јас сум искрено оптимист дека луѓето можеби за 1-2 години, можеби за 5 години ќе се префрлат. Но ајде да речеме, ајде да отрнеме маца на страна да излеземе од Spotify. Ако ја ставаш музиката на Spotify, најверојатно ја ставаш преку DistroKid, SoundCloud или некоја друга таква платформа или сервис, но истата ја става на сите платформи. Ќе има и на Instagram Music, што за мене Instagram Music е можеби најдобар начин за промоција. Ако те речеме TikTok е најлесен начин и за таа некоја подетска генерација, Instagram Music е legit начин да твојата песна да биде слушната на Instagram. Што многу повеќе ќе помогне ако имаш на Instagram Music и ја ставиме снипет да се слушна 15 секунди, отколку да го видиме каверот или слика од видеото или скриншот од YouTube или бидејќи actually ќе имаш шанса да ја чуеш песната. Ќе може твоите другари да ја стават на стори, не знам дали се заработуваат пари од тоа, пак зборуваме за многу мал пазар и најверојатно луѓето кои не слушаат и се артисти со помала слушаност, но сепак по-профи, посебно за музика која треба да биде дел од некој проект или дел од некоја целина и значи за артистот, верувам дека музиката што се вади би требало да значи, мислам дека треба да се најде на Spotify. Јап, и само се надевам дека, еве, кој што кажа Драги, се согласувам со него,
дека сепак се работи за мала таргет група, посебно овде во Македонија, каде што реално многу мал процент користат стриминг сервиси моментално, но искрено позитивно се надевам дека ќе се смени тоа на подобро, дека многу повеќе луѓе ќе користат во иднина и дека стварно тоа ќе им дае и на еден начин и кураж за артистите да ја аплодираат музиката и да бидат натерани на еден начин да ја ставаат таму. Ама едно со друго е поврзано, брат. И уште една работа мора да се разграничи, а и за тоа многу често и views на спотови, на пример, и не се реалната бројка за една песна колку е слушана и слично, бидејќи спотот ќе се гледа еднаш, два пати, три пати, ќе се чуе на YouTube, ќе отворат луѓе и што треба да отворат и луѓе што не треба да отворат, луѓе што ги интересирало, што виделе некоја девојка што им се свија на видеото или ради некоја X причина отвориле, сакале да видат што е работава сега. Но што правиме со повторување, со слушање постојано на песната, значи кога една песна ќе влезе во ротација кај некој човек, дали тој постојано ќе оди на YouTube да ја слуша? Ја мислам дека тука е грешката, на пример, тука е грешниот пристап на тоа да се проба да се збркаат што повеќе views првиот ден, да, ќе има првиот ден 10.000 views да речеме, окей, супер, браво. Колку после ќе се вратат да го чујат тоа? И дали ако се враќаат ќе се вратат да го чујат на YouTube или можеби ќе се вратат да го чујат на друго место? Као стриминг сервис. Пак се тоа можеби мали бројки, но како и да ја зборуваме за мали бројки. Секако се мали се бројките, дали е на YouTube или е на Spotify, пак се мали. Да, на Spotify се помали, но може да добие поинако вид на слушање на самата музика. Да, некако, барем за мене е некако позначено додека се доколку не се работи за спот, па дури и кога е спот, мислам дека после извесен период веќе самата песна губи на значење и едноставно останува онака таму каде што е. Но се додека е на стриминг сервис и се наоѓа дел од некоја плейлиста, во најмал домен може да биде онака на неќење пуштена и слушана и да се навратиш на некои моменти и да се присетиш на нешто, па да те одведе во друг правец. Ами може да се најде друга примена, да биде користена за трчање, да биде користена за некој додека учи му одговара, да биде користена во некој друг контекст скроз. Некоја песна што е пример забораена, на пример ние на оваа плейлиста имаме ставени песни од пред 2-3 години и од пред 10 години од DMX и од Kanye, бидејќи тие песни одговараат за трчање или за вежбање. И некако си наоѓа самата песна друга примена, не стои само таму на YouTube заедно со сите други влогови, видеа, глупости, македонски YouTube и секакви други онака глупости. Да, мислам дека баш кој што кажа, според мене барем, добива онака a life on its own и мислам дека може да биде да се даде шанса и на самиот слушател кој што ќе слушата да му се даде шанса да ја намести во некоја плейлиста, па макар и да е еден двајца кој што стварно ќе има значење за нив. И мене тоа ми е окей. Барем јас знам конкретно еве на пример, овде се Курчо и Драги, знам дека и нивни песни, нивни посебни проекти онака ми се наоѓаат ден денес во плейлисти и се случува да ја слушнам. Посебно никад доста ми е стаена во тие најенергичните и цело време се навраќам на неа, ја пуштам и кога ќе се врати онака ќе ми текне, ќе се сетам на убави времења и ја оставам да врти. Тоа е тоа, ќе се дојде времето. Само уште една работа кога сме кај ова, еден светски тренд што го приметивме со Трајче е дека веќе артистите од светот прво ја ставаат песната на стриминг сервисите да си тлее 1-2 недели, 3, па тек после тоа вадат спот, ако воопшто извадат, што е само еден знак дека таму да работите и така треба да е. Дека тоа е примерен начин на слушање на музиката во светот. Кај нас дали ќе дојде, кога ќе дојде ќе видиме, но сепак ако ништо друго како артист е добро да бидете пионер во некоја работа, да бидете меѓу првите што ќе оправат тоа, а не да почнете да ја ставате музиката откако сите ќе дојдат таму. Апсолутно. Треба бидете во тек, како да работите, да бидете во тек или малце пред истите. Се надеваме дека ќе видиме што повеќе македонска музика на Spotify и ќе биде квалитетна да добие repeat value, бидејќи ако нема repeat и replay value, без разлика кај ќе ставиш, нистото се сведува, така. Така. Заследете ги профилите на Драги и на Курчо, тие ги дропнаа сега во коментари. Ние наскоро ќе ја постираме и нашата плейлиста, ќе има линки до неа. Слушајте македонска музика, стварно поддржуваме артисти, стварно сакаме да поддржуваме артисти и мислам дека овде сме овде, мислам дека секогаш ќе биде така. Секогаш ќе сакаме да даваме шараут за луѓе кои што се трудат и креираат музика и кои што ставаат онака време и под во неа. И само останува да
го имаме кажано ова на повеќе наврати, се додека ви треба, дали и воопшто ако ви треба било каква помош за аплаудирање на музика, за дистрокит, за што и да треба, веќе сме на еден начин онака експириенс во тоа и имаме некое искуство. Ве молиме, пишете ни, ќе средиме, ќе ви помогнеме на било каков начин. Доколку сакате да пишете на некој, да стапите во контакт, ние ако сме некој медијан и тоа ќе го направиме, секогаш го правиме за наши луѓе. Отворени сме да правиме за било кого, да помогнеме на било кого за било каква музика. Така да ве молиме, искористете, не пишете ни, ќе не радува многу тоа доколку сакате да ви помогнеме или да ви даеме било какво мислење во врска со музиката.